Никој да нема дилема за ставот за руската агресија, ова го одговори премиерот Христијан Мицкоски прашан за најновото гостување на вице-премиерот Иван Стоилковиќ на прием на амбасадата на Русија во земјава. Стоилковиќ пред 2 дена беше присутен на чествување на Денот на Русија, од каде амбасадорот Сергеј Базникин порача дека нивната специјална воена операција во Украина ќе продолжи. Ставот на владата е многу јасен околу руската агресија, непроменет и прецизен. Исто така и присуството на вице-премиерот Изет Меджити во Одеса е јасна потврда, така што не треба никој да има апсолутно никаква дилема. Освен Стоилковиќ на приемот биле присутни и пратеникот од неговата партија Драган Неделјковиќ, пратеници од Левица, амбасадорите од Србија, Босна и Херцеговина, Казахстан, Турција, Кина, но и скоро половина митрополити на чело со владиката на Македонската православна црква, господин Стефан. Сите тие од првите редови го слушаа говорот на рускиот амбасадор Базникин, според кого обидите за уништување на силните врски меѓу двата братски народа ќе бидат неуспешни. Додека властите во земјава се фалат дека Македонија е меѓу најголемите поддржувачи на Украина во помош по глава на жител, Базникин истакна. Режимот во Киев постепено се претворува во терористичка организација, а неговите спонзори стануваат помагачи на терористи. Инаку Стоилковиќ неодамна во телевизиско гостување истакна дека ќе продолжува да присуствува на настаните на руската амбасада, образложувајќи дека двете држави не ги прекинале дипломатските односи.